Здраво до сите кои што не гледате. Денеска зборуваме за една многу интересна, многу важна и актуелна тема, а тоа е благодарноста. Во свет кога луѓето се неблагодарни, себични, ние ќе зборуваме со Маја за благодарноста. Дали сме благодарни, што е благодарноста, што значи да човек има благодарно срце, што се крие позади благодарноста. Маја, ќе можеш ли за почеток да ни објасниш што е всушност благодарноста? Така е, добро вечер и од мене. Навистина верувам дека оваа тема ќе ви биде интересна. Благодарноста не е само обичен збор, односно збор кој што сакаме да го чуеме од некого, или пак ние да го искажеме. Туку благодарноста представува став на срцето, начин на кој ние пристапуваме кон животот и кон се што го сочинува. А тој став е индивидуален. Некој пристапува со забележување на убавите нешта околу себе, развива свесност за тоа и се радува, а тоа придонесува во срцето да развие благодарност. Некому пак ставот на срцето е осуда за се што е спротивно на неговата замисла и перцепција. Го гледа само лошото во се што го обкружува, се пречи на неговите сетила и се представува товар на неговата душа. Тоа раѓа незадоволство и неблагодарност. Но зошто е тоа така? Тоа е затоа што не гледа колку Господ го љуби и што се му дава како благослов. И кога се случуваат убави нешта, како да има превес на духовните очи на срцето и не ги забележува. Благодарноста која извира од човековото срце, првенствено треба да се изразува кон Бог, кој се создаде, а кога имаме благодарност кон Бога, тогаш имаме благодарност и кон средината која не обкружува и умееме таа благодарност да искажеме на вистински богоугоден начин. Само кога благодариме, ние можеме да бидеме понизни, но и да ги љубиме и почитуваме другите. Во Светото писмо, од кое црпиме сета вистина, наидуваме на многу примери за благодарност. Во Стариот Завет луѓето му благодареле на Бога на тој начин што му принесувале жртви. Како еден убав пример за благодарност може да се спомене Јов. Јов бил непорочен и праведен човек. Тој имал страф од Бога и се отстранувал од злото. Бил богат и угледен во тоа време, со многу добиток и слуги околу себе. Но Бог допуштил Јов да биде искушуван толку многу што тој изгубил се што поседувал. Но Јов и покрај сето тоа не изустил никаква навреда против Бог. Затоа и Бог него го благословил. Јов примил награда за неговата покорност, понизност и благодарно срце, и се му било вратено, и тоа двојно повеќе. Тоа што ни покажува? Тоа покажува дека Господ го познава и го гледа човековото срце и знае што пребива во него. Господ знае дали искрено и од срце умееме да благодариме. Или пак, неблагодарноста е присутна до таа мера што човекот доаѓа во состојба да не го разликува доброто од злото. Божите луѓе, кои вкусиле од Христовата љубов, милост, верност, добрина и праведност, треба навистина да се свесни за силата на благодарноста, односно во духовен аспект, што благодарноста значи. Во Псалм 100, 4 и 5 стих читаме: Влезете со благодарници во неговата врата, со песни во неговите дворови. Фалете го, славете му го името, зашто Господ е благ, неговата милост е довека, неговата вистина од род до род. Ова значи дека благодарноста ни овозможува пристап до присуството на Бога. Но да видиме сега што се случува кога ние му благодариме на Бога. Да, тоа е многу важно да знаеме што се случува во позадина, во таа една духовна перспектива, кога му благодариме, всушност ние му го дуеме на Господа. И тоа е напишано во Прво Солуњани 5:18, каде се вели: Радувајте се секогаш, молете постојано, благодарете за се, зашто тоа е Божја волја за вас во Исуса Христа. Од овој стих разбираме дека тоа е всушност Божја волја да ние бидеме благодарни за се во Исуса Христа. Благодарноста е Божја волја и кога ние му благодариме на Господ, всушност изразуваме угодност кон Бога. Да се негодува не е Божја волја, тоа многу често го слушаме во праксата, односно во денешницата. Благодарноста е израз на нашето срце и е според Божјата волја. Кога му искажуваме благодарност на Бога, тој всушност е задоволен од нас. Неблагодарно срце оди спротивно на Божјата волја и со тоа не му угодува на Бога, туку на себе си. Во Библијата, во Евангелие по Лука 17, од 12 до 19 стих, има опишана една случка со 10 луѓе кои беа лепрозни и кои Исус ги исчисти и ги исцели.
Од сите нив кои беа исцелени и потоа испратени да се покажат на свештениците за да се посведочи тоа исцелување, да се пренесе во тоа време жртва во храмот, бидејќи биле исцелени, се врати само еден лепрозен кај Исус за да се заблагодари. Ова е многу интересен приказ и преку овие стихови ние всушност да се гледаме благодарноста. Зошто е сето ова важно? Затоа што Исус го пофали единствениот лепрозен кој што призна, кој покажа, кој беше исцелен, меѓутоа се врати за да падне ничку пред Исусовите нозе и да покаже благодарност. Од 10, значи само еден се врати назад. Ако некој е задоволен со некого, може на различен начин да ја покажува благодарност. Она што е важно во ситуацијата е дека човек што бил исцелен и изразува благодарност кон Бога, во конкретниот случај со 10 лепрозни, бил самарјанин, кој се вратил, се заблагодарил. И реакцијата на Исус покажува дека Исус го цени срцето на благодарниот човек. Тоа зашто претходно беше напоменато. Односно го цени моментот кога ние како верници ќе покажеме став на благодарност кон Бога. Бог тоа ќе го забележи и исто како што Исус го забележа тој самарјанин. Тоа значи ако сакаме да не забележи Бог, треба да изразуваме благодарност, односно да бидеме како тој благодарен самарјанин во Евангелие по Лука. Така е. Така е. Исто така, следно нешто кое што е многу важно е дека преку благодарноста се издигнува, односно се возвеличува Божјето име. Во Псалм 69, 30 и 31 стих се вели: ќе го славам името на мојот Бог со песна, ќе го возвеличувам во благодарност, и тоа ќе му биде поугодно на Господ отколку теле или јунец со рогови и со копита. Значи, величењето во овој контекст значи прославување. Благодарноста возможува да го величиме и да го прославуваме Господ. И Давид, псалмистот кој ги пишува во псалмите, вели: величете го Господа, заедно да го возвишиме неговото име. Исто така има еден стих во Лука, 1 глава 46, каде Марија, мајката на Исус, рече: мојата душа го велича Господа. Величањето на Господа или прославувањето на Господа доаѓа и како резултат на едно благодарно срце, кое што е понизно кон Господа. Ако го величиме во нашиот живот Господ, и тој ќе се возвеличува во нашиот живот и ќе се манифестира во неговата сила. Неблагодарниот човек има постојано чувство дека нешто му недостасува, преокупиране во улогата на жртва, и кога го има тоа чувство, тогаш отсуствува радоста и благодарноста, а со тоа и потребата да се слави Господ, да се издигнува неговото име и да се пребива во неговото присуство. Следно нешто кое што е важно, Лазар ќе ни го каже. Ја само би дал една многу силна поента овде, дека неблагодарно срце, човек кој што е неблагодарен не може да го слави Бога, не може да го прославува, не може да го возвеличува неговото име и на тој начин и не му е угоден на Бог. Тоа што треба да се напомене дека благодарноста внесува рамнотежа во нашиот духовен живот, односно во молитвениот живот. Ова е многу важно и од денешен аспект кај модерниот човек кој што се соочува со еден дисбаланс во рамките на неговиот живот и многу често луѓето се запрашуваат како да дојдеме до рамнотежа во нашиот духовен живот. Одговорот е со благодарноста. Значи не може да се види или да се замисли духовен живот или молитвен живот без израз на благодарност. Сушто ако такво нешто постои, ако отсуствува благодарност, тогаш тоа е себичност. А ако има себичност, тогаш нема духовност. Тоа би било израз на барање, примање без да се цени Бог, кој што е дарител на сите нешта. Затоа е важно да се истакне дека ние треба да сме во ситуација да се појавиме пред Господ кога ни треба нешто, да собереме од даровите и благословите кои ни требаат и ни ги дава Господ, а потоа да исчезнеме и да се појавиме после известно време кога одново ќе паднеме во завидна ситуација. Токму ваквиот став е неблагодарност. Ако верникот вели дека го познава Бога, нема да го третира како референт за набавки и исполнувач на желби, туку како цар на царевите, господар на господарите, и ќе пристапува со благодарност и со страхопочит, возвеличувајќи го неговото име. Имено во Колосијани 4 глава 2 стих вели: бидете постојани во молитвата, бдејте во неа со благодарност. Во Филипијани 4 глава 6 стих се вели: не грижете се за ништо, туку во се преку молитва и молба со благодарност искажувајте ги своите просби пред Бога. Ако веруваме дека се што ќе побараме во молитва, како веќе да сме го примиле, тогаш нашата молитва ќе биде израз на благодарност и ќе благодариме на Господа како да сме примиле. На тој начин ние практикуваме активна вера и навистина сме подготвени да го примиме сето тоа што е по Божја волја и промисла. Значи,
низ благодарност да се изрази потребата што човек ја има, благодарствена молитва. Во Јован 11 глава од 39 до 42 стих е опишан моментот кога Исус оди кај Лазар, кој реке 4 дена беше во гробот и наидува на сестрата на Лазар Марта, која откако Исус рече да се помести каменот, таа му кажа: Господе, веќе смрди, зашто е 4 дни во гробот. Марта ја кажа реалноста, односно дека после 4 дена во гробот телото веќе мириса, потоа се распаѓа, а тоа е всушност како човечкиот ум кога вели престани, гледаш дека тоа е невозможно да се случи. Но Исус си рече: нели ти реков дека ќе ја видиш Божјата слава ако веруваш? Тогаш го поместија каменот, а Исус ги подигна очите нагоре и рече: Татко, ти благодарам што ме послуша. Јас знаев дека секогаш ме слушаш, но ова го реков заради народот кој стои тука, за да поверуваат дека ти си ме пратил. Благодарноста, како што забележуваме, е израз на еден духовен живот, особено на резултат од молитвениот живот базиран на интимна релација со Бога. Неблагодарноста пак од друга страна е израз на потпирање на себе си, немање редовен молитвен живот и лична врска со Бога, бидејќи доколку ги има, тогаш човек не може од срце да не му благодари на Бога за секој благослов, за секоја победа и чудо и за се што има во неговиот живот. Маја, дали можеш да ни кажеш што разгорува благодарноста и како таа се манифестира кај верникот? Благодарноста разгорува радоста кај верникот и создава атмосфера за надприродното. Да, токму така. Ова значи дека не е возможно човек да се заблагодари на Бога и да мисли дека е благодарен на Бога, а при тоа да остане тажен. Невозможно е човек да му се обраќа со благодарност на Господ, а потоа да остане со едно камено и тврдо срце, со камено лице, со воздржаност, бидејќи тоа не се одействува едно со друго. А зошто не се одействува? Затоа што благодарноста и радоста одат рака под рака една со друга. Во Псалм 28, 7 стих вели: Господ ми е сила, тој е мој штит, моето срце се надеваше на него и тој ми помогна. Затоа ми се весели срцето и со песни ќе го славам. А зашто ни се весели срцето? Заради тоа што тој ни помогнал. Ако ние тоа вистински го искусуваме дека Бог ни помогнал, тогаш ќе ни се весели срцето и ќе го славиме со песни, како што вели Словото, односно ќе го изразуваме во звеличувањето на Неговото име. Оној кој што благодари не може да биде заробен од духот на очај, депресија, фрустрација или тага. Бог му дава на оној човек кој што вистински благодари и му подава рака кога тој човек се наоѓа во неволја. Затоа, многу луѓе кои страдаат од очај, депресија, панични напади, анксиозност, убаво е да слушаат духовни христијански песни со цел да научат преку тие песни да му оддаваат слава на Бога, да имаат благодарност во срцето, да внесат радост Божја која што дава сила кога човекот е угнетен и потиснат. И се разбира да го проповедаат, односно да го изјавуваат Божјето Слово како прокламација. Како што почнува човек да му благодари на Бога, почнуваат негативните чувства, состојби, мисли и слично да се заменуваат, да исчезнуваат, а на нивно место доаѓа радоста, односно се манифестира во срцето и во умот. Така, колку повеќе му благодариме на Бога, толку повеќе радоста се ослободува во нас. И радосната благодарност создава атмосфера за манифестирање на Божјата сила, Божјата интервенција, Божјата моќ и енергија за да го исполнат нашиот живот и да сме енергизирани и со ведар дух. Значи, благодарноста предизвикува радост. Така е. Но благодарноста исто така возможува сила за соочување и надминување на животните предизвици, односно проблеми. Неблагодарните луѓе не црпат сила од Бога, постојано имаат очекување и тешко се справуваат со животните предизвици. Тие животни предизвици или проблеми може да бидат огромни, да се појават во еден неизвесен, односно неочекуван момент. Но ако сме благодарни луѓе, многу полесно ќе се справиме со животните кризи, со искушенијата кои што доаѓаат, односно ни се дава една Божја перспектива да ги перцепираме работите од еден Божји агол и заради изградената релација со Бога, преценели преку молитва, а и заради верата во Бога, ќе се изразува благодарност за сето она низ кое поминуваме. Ќе благодариме и за тоа што се случило во минатото, ќе благодариме со вера дека Господ ќе не води ни сите тие ситуации кои ги поминуваме
и потоа полесно ќе ги надминеме сите тие грижи, како што објаснува во Филипијани 4 глава од 6 до 7 стих, каде вели: не грижете се за ништо, туку во се преку молитва и молба со благодарност кажете ги своите просби пред Бога, и Божиот мир, што го надминува секој ум, ќе ги запази вашите срца и вашите мисли во Христа Исуса. Ако човекот го нема тој духовен мир, тоа иде до една состојба на хаос и лудило. И тоа многу често го гледаме во денешницата. Еве го одговорот, всушност, каде и како треба да се справиме со таа една динамика, со еден хаос кој што не обкружува и кој што не одделува од мирот. Многу интересен пример е опишан со Павле и Сила, со апостол Павле, во Дела апостолови 16 глава, што всушност се случува кога изразуваме славење на Бога, кога благодариме, кога сме во состојба да го издигнуваме Божјото име, а од друга страна се наоѓаме во различни искушенија и животни предизвици, како што впрочем тоа се случувало со Павле и Сила. Така, тие не беа криминалци, беа луѓе кои што го шират евангелието и извршуваат Божјата работа, а при тоа беа затварани зашто вршеа добро дело. Односно ја спасија жената од нечист дух и на тој начин им го попречија патот за заработка на оние кои ја поседуваа жената како робинка и потоа беа затворени. Но Павле и Сила не кукаа, не мрмореа, не изразуваа незадоволство, туку само се молеа, благодареа на Бога и од таа криза излегоа како победници. Се случи пресврт во целата ситуација на божествен, чудесен начин и според Божјата волја. Токму во тешки ситуации може да се препознае ставот на срцето благодарност или неблагодарност. Значи во тешките ситуации се гледа. И ова е одличен пример како и во кој став ние треба да застанеме кога ни се случуваат одредени животни предизвици. Затоа да останеме верни и да го издигнуваме неговото име без разлика во каква ситуација се наоѓаме, да му веруваме, а тој ќе ни избави и заштити. Она што е интересно и верувам дека секој ќе се израдува да го чуе е дека благодарноста ни овозможува да сме во состојба да примиме повеќе благослови од Господа. Ако му благодариме на Бога за она што го направи за нас и тоа што го прави за нас, ние сме подготвени на тој начин да добиваме и повеќе од него. Зашто е ова важно? Никој не сака да благослови неблагодарен соработник. Ако човек е неблагодарен, колку и да се вложува некој и да му посветува време, љубов, внимание, материјални добра, тоа нема да има никаква важност. Едноставно тоа е став на срцето. И затоа треба да внимаваме дали нашето срце е благодарно кон Господ или не. Ако е благодарно на Бога, ќе биде благодарно и на тие кои се присутни во неговиот живот и кои му се дадени како благослов од Господа. Во Еремија 30 глава 19 и 20 стих се вели: од нив ќе се чујат благодарници и радосни гласови, ќе ги умножам, а веќе не ќе ги намалувам со број, ќе им дадам углед и веќе не ќе ги презирам. Нивните синови ќе ми бидат како некогаш, нивната заедница ќе стои цврсто пред мене, а ќе ги казнам сите нивни угнетувачи. Зошто е овој стих важен? Затоа што множењето и зголемувањето се манифестација која следува после благодарноста искажана кон Господа. Затоа треба да се продолжи да му се благодари на Бог и Бог ќе продолжи и да зголемува и да овозможува уште повеќе раст и развој со намножување на сето она кое што ни е потребно. Наместо да негодуваме за она што го немаме, всушност треба да се прави спротивното, да имаме позитивен став, да благодариме за она што веќе го имаме, бидејќи Бог може да го преумножи тоа што го имаме и да не осигура не само тоа да ни е доволно, туку да имаме вишок и да делиме со други. Сега разбираме ли всушност зашто немаме? Затоа што не благодариме и затоа што ставот на срцето ни е поинаков од благодарствен став. Навистина благодарноста како став на нашето срце не држи во скромност, од друга страна, и самата благодарност носи скромност. Но како се случува тоа? Кога благодариме на Бога, ние сме во состојба да му дадеме слава, односно да му дадеме сета заслуга за тоа што ни се случува на Бога и да му припишеме сета чест, бидејќи само нему му припаѓа. На тој начин, кога благодариме на Бога, ние не велиме дека тоа е според нашите способности, нашите таленти, нашата сила, напор, мудрост, академска титула, звање и така натаму, туку го свртуваме вниманието кон Бога, кон Него. Неблагодарните луѓе, и кога ќе кажат ти благодарам Господе, ќе најдат начин да го свртат вниманието на себе си, да се издигнат и да го нахранат своето его.
Тоа говори за нивната суета, за нивната гордост и тие попрво самите ќе се пофалат и издигнат, отколку да му дадат слава на Господа и да признаат дека тоа е Божја работа и Божјо дело. Значи не може да се биде искрен и посветен на Бога верник, кој што действува со Божјата љубов, да се биде дарител, да се помага во црква и истовремено пристапот да е арогантен и суетен. Едно со друго не оди. Многу горди луѓе се многу егоцентрични и себечни. Благодарност одржува една состојба на понизност и скромност. И колку повеќе благодариме на Бога, стануваме се попонизни. Во 2 Коринтијани 10 глава 17 стих се вели: кој се фали, во Господа да се фали. Што да сме постигнали во животот? Кога сме на почетокот на некој проект, работа, образование, семејна радост, се почнува со благодарност кон Бога и се завршува со одавање на слава на Бога. Значи, се почнува со Бога и се завршува со Бога. За да имаме понизност и покорност кон Бога и да практикуваме едно смирение и целосна скромност, потребна е благодарноста. Таа ќе ни овозможи да дојдеме до една состојба да се преиспитаме, ако сме забележале или ни укажано дека сме возгордени, веднаш со благодарноста да преминеме во понизност и покаяние и да дозволиме Господ да не превозвиши, затоа што Светото писмо вели: понизи се под Божјата мокна рака и Бог ќе те превозвиши. Што овозможува друго благодарноста, Маја? Благодарноста овозможува добросостојба. Според одредени истражувања кои што биле направени, благодарните луѓе кои што практикуваат благодарност кон Господа и воопшто, кога тоа им е стил на живење, докажано е дека тие се во подобра здравствена состојба за разлика од неблагодарните луѓе. Кога се правело тоа испитување, направено е со луѓе кои што не биле духовни, но практикувале благодарност како лајфстайл во однос на колегите, благодарност кон роднините, кон пријателите, семејството и така натаму. И сега, колку ли повеќе човек кој е верник во Бога, кога ќе изразува благодарност кон Бога, ќе работи на својата добросостојба. Затоа благодарност е еден начин човек да работи за својата лична и целосна добросостојба во сите аспекти од своето постоење. Благодарноста позитивно влијае на физичката, духовната и емоционалната состојба на луѓето. И ако тоа се овозможи да се биде кон Господа, тогаш од Господ доаѓа уште поголемо влијание врз обновување на здравието, односно целосно возобновување на сите процеси во телото на човекот и во неговата психа. Јас верувам дека слушнавме навистина интересни нешта за благодарноста и сега би можеле да резимираме. Да, би можеле да резимираме, но претходно само една реченица да потврдиме дека всушност науката научно и веќе покажува за оние кои што се скептични, а не слушаат и гледаат, дека благодарност и благодарното срце е нешто што делува благопријатно. И како што кажа ти, колку повеќе кога ве пристапуваме со благодарност кон Бога, се премножуваат тие благослови, таа благосостојба. Така е. Но како заклучок би можел да кажам дека благодарноста како еден елемент од духовниот живот е неопходна и потребна за уште поголем духовен развој. Ако си христијанин и си заборавил да бидеш благодарен, она што ќе ти помогне да имаш дневник, духовен дневник секако, и кога ќе свртиш на оние страници во минатото кои си ги пополнил и пишувал за Божите благослови, кога ќе се свртиш наназад, веднаш ќе ти се појават одредени ставови на срцето, кога си бил благодарен, значи ако не си задоволен, си бил потисна, се сомневаш во Господа, оддалечен од тебе, кога ќе ги прочиташ одредените чуда кои што си ги забележил во минатото, ќе видиш дека Бог е постојано со тебе, верен и дека ти си во зеницата на Божјото око. А тоа во тебе ќе предизвика уште поголема духовна свесност, ќе создаде благодарно срце, кој ќе те поттикне да се молиш со благодарност и молитви кон Бога. Всушност ќе сватиш дека Бог во секој момент е со тебе и бил со тебе. Кога ќе размислиме за нашиот живот, каде бевме и каде сме сега, единствено не можеме да изоставиме благодарноста кон Бога. Но никогаш да не забораваме од срце да им благодариме на оние кои се грижат за нашиот духовен развој, нашите пастори, преку кои ние го спознавме нашиот Господ и Спасител Исус Христос. И сите оние кои посветено работат за да се шири Евангелието на мирот, да се шири благопријатниот мирис на радосната вест. Сите оние кои посветено и вредно работат и се сведоштво за Божјата сила, која преку Светиот Дух се излева низ нив и како резултат на нивната вера, сите ние сме сведоци на многу Божји дела за Негова слава. Во Прво Солујани 5,
12 и 13 се вели: ве молиме, браќа, да им одадеме признание на оние кои се трудат меѓу вас како ваши душогрижници во Господа и ве опоменуваат. Цените ги над се во љубов заради нивното дело. Живејте во мир меѓу себе. Нека секој сегмент од нашето христијанско живење или од вашето христијанско живење биде исполнет со благодарност. Во Ефесијани 5 глава 20 стих се вели: благодарете му секогаш за се на Бога и Таткото небесен, во името на нашиот Господ Исус Христос. И кога легнуваме и стануваме, и кога примаме храна, и кога сме пред животна одлука и воопшто, секојдневно да благодариме на Бога, кој секогаш не води во неговата победа во Христа и на секое место преку нас го шири мирисот на своето познавање. Има еден прекрасен стих кој што сега за крај сакам да го споделам со вас. Вистински ме почитува оној кој што принесува благодарни жртви и на оној кој врви по прави патеки, нему ќе му го покажам моето спасение. Псалми 50 глава 23 стих. Ние ве поздравуваме и нека секое срце пребива во благодарност, бидејќи тоа е Божја волја, а за секој од нас тоа представува радост и голем благослов. Божи благослови. Поздрав!